Добро вечер, започнува емисијата Здравје од природата. Минатиот понеделник, доколку не следевте, разговаравме со примариус магистер Илчо Захариев и повторно вечерва е наш гостин, кажав јас, актуелен градоначалник на општина Штип и поранешен директор на Бирото за лекови, инаку добар познавач на лековитите билки. Разговаравме за доста интересни теми, а и вечерва ќе се задржиме повеќе на стресот и ќе се задржиме на болеста гихт и на тоа како да бидете помлади со помош на лековитите растенија со кои изобилува Кочанскиот крај. Добро вечер повторно во емисијата Здравје од природата, како што и го носи насловот на оваа емисија Здравје од природата, а вие тоа и го препорачувате. Имаме изобилство на билки кои треба да ги искористиме. Така ли? Добро вечер на вас во студиото, секако и на сите гледачи кои верувам дека се унимани ќе не стојат оваа вечер. Верувам дека претходната емисија беше интересна. Да, предизвика интерес голем кај граѓаните, да. Советите што ги дадовме, граѓаните ќе ги испочитуваат и сум убеден дека ќе имаат добро и квалитетно здравје. Всушност, здравјето е нашето најголемо богатство. Ако има секој поединец добро здравје, ќе имаме здрава нација, а само здрави нации може да стварат добри општествени добра. И да кажем искрено дека колку и да имате богатство, ако добиете некоја болест, тогаш вие сте спремни. Тоа е човечки, да се откажете од богатство само да имате грам здравје. Да. И затоа нашиот народ добро рекол, здравјето е наше најголемо богатство. И затоа мислам дека се она што природата го дарила, ако и генерации наши предци го користеле, имале добро здравје. А вече разборуваме за многу интересна тема. Стресот, да. Значи нервозата, несоницата, депресијата, психичките заболувања, емотивното здравје. Знаете дека во историјата нашиот народ многу се мачал, бил поробуван, бил многу сиромашен, често пати гладувал. Семејство било многу члено, деца многу, семејства, заедници знаете како било врзани, а ти имале добро емотивно здравје. Така. Сега ние имаме се. Имаме слободна држава, богати сме, значи генерално живееме многу подобро од нив, а имаме лошо емотивно здравје. Тука треба да гледаме причината, а и тука да најдем нишката, зошто да речеме природата создала болести, но создави и добри лекови. Зошто нашите предци биле со добро емотивно здравје во сите они услови општествени во кои живееле. Поробени 5 века под турско робство, нели? Гладни, често пати немале доволно, болести имало многу. Емотивно биле немала медицина, емотивно биле многу стабилни. Може да поднесат секоја тешкотија. А ние денеска од малку изболнуваме. И често пати ни случуваат да толеранцијата биде никаква, нула. Да. И често пати да дојде до инцидент како што се случи да речеме пред недела дена во Злетово, каде из чиста мира да речеме се посегнат по оружје, ни гинат луѓе, нели? Едноставно имаме сериозни здравствени проблеми кои прашање емотивното здравје, а всушност емотивното здравје е столбот. Луѓето се разликуваат од животните по кортексот, по разумот. А интересно е, често пати ни се откочуваат оние животински нагони. Зошто е тоа така? И дали има природни лекови, верувам дека денеска ќе одговориме на овие прашања. Да. Стресот, депресијата, несоницата. Да почнеме со него како што и најавивме. Имаме ли природни лекови против стресот? Значи, фармацијата и фармакологијата, може да се избегне. Ова е интересно да го знаат гледачите. Значи, толку многу лекови се открија за нервоза, за несоница, за отклонување на страв, против депресија и најтешки психички заболувања. Невролептици. Стотици лекови. И логично е, мислам, тоа е разумливо. Кога имате разумно, кога имате повеќе лекови, треба да имате и можност подобро да го лекувате емотивното здравје и да имате поздрава нација. Но впечаток е дека од кога 60-тите години се открија бензодиазепините, лекови за смирување, нивната потребувачка расте. Да. Интересно е, колку повеќе лекови се откриваа, толку повеќе имаме нарушување на емотивното здравје. И сега се доведуваме во една ситуација, наместо да се намалува психичките заболувања, некоја контрадикторност има тука, да. Така е. И случуваат два абсурди. Старосната граница за користење на тие лекови се намалува. Сега веќе деца од 15, 16, 17 години користат лекови за смирување. Второ, се покачуваат дозите. Ако до вчера од некој лек 2 мг предизвикувал добар фармаколошки ефект и подобрување на емотивното здравје, односно предизвикувал сон кај пациенти кои имаат несоница, смирувал раздразливи нервозни луѓе, отклонувал страв. Сега таа доза веќе се покачува, значи за да се постигне истиот ефект се зголемува дозата. Значи тие стварат навика. Порано, 30-тите години на минатиот век, немало готови лекови. Имало одредени природни лекови, значи со соли, бромиди се користила,
Значи, беа откриени лековите барбитурати, а од 60-тите години наваму серијал на лекови за смирување, така наречени лекови бензодиазепини, па лекови против депресија, антидепресиви и невролептици. А емотивното здравје не е на завидно ниво. И затоа мора да кажам дека, а тоа го реков на почетокот, дека природата создава болести, но гледајте колку природата е мокина. Нашите предци стари имале добро емотивно здравје, ве зошто? И ти имале нервози. И ти имале Дури стресови. повеќе може би од сега. И тамо имало немаштија. И тамо немало пари, имало глад, но ти биле многу активни. Ти се лекувале со природата. Ти занимавале со физичка работа. Секојдневно били исполнети. Значи, тие не мислеле на глупости. Тука едноставно, кога одите на жетва, гледа да го ожнеат оризот. И ако ја ожнеат нивата, тие се срекни ја завршиле работата. Кога ќе вршат, овршиле амбарот е полн со жито, кај нив радост предизвикува тоа. Стајат овци го пасе во планината со него, не се занимава со проблеми. Се хранеле здраво, значи имале многу здрава храна. Немало пестициди, хербициди, вештачки ѓубреви и така натаму. Се било природно. Кога дојдат во домот, преморени од секојдневните активности, од работата, тие чекале да стигнат до креветот. Да, сонот е многу важен тука. Да. И легнуваат, заспиваат, станувале рано. Денеска, ако имате вие несоница, првата работа што треба да ја направите, отидете во градината работите. Отидете пешачете. Изработете се денеска, кога ќе стигнете дома. Сонот сам ќе ви дојде. А ние денеска дојдовме во ситуација да ако не земеме самвал, ако не земеме нитразепам, могадон, нели, флунитразепам, флуразепам, ние не можеме да заспиеме. Во тој период имало и некои растенија кои се користеле. Да речеме Валеријано официналис е едно од растенијата кое било многу користено. Самото име официналис кажува дека од тоа растение во официната, во аптеката се прават лекови. Тоа, значи во сите растенија, каде во неговото име стои официналис, означени се дека се лековити растенија. Во 30-тите години е правена тинктура од валеријана или валеријанови капки. Нашите баби и ден денеска знаат, отиле во аптеката и добивале валеријанови капки. 15 капки на коцка шеќер, со малку мед и тие биле сталожени и смирени. Постои лек кој се викал антизортин. Зорт, нели? Мака, тешкотија. Да. И тој многу се користел за време на Втора светска војна. Бомбардирање, страв и се земале по една апченце антизортин. А тоа исто така валеријана тинктура. Но во природата мора да кажам дека постојат и други лековити растенија кои помагаат. И тоа хмелот. Хмелот Humulus lupulus го има по течението на Брегалница, од Истибања кога тргнете, па тамо до Зрновци, па Сенадоре Бурилчево и така натаму многу покрај врбите и доста расте покрај на влажни места, покрај теченијата на реките. Хмелот, посебно плодовите, значи шишарките од хмел, тоа се машките плодови, во себе имате една материја која се вика лупулин и етерно масло. Од него се прави тој додаток на пивото. Горшливоста на пивото доаѓа од јачменот, но доаѓа од хмелот. И интересно е кога некој се напие алкохол, пијанството од пиво не е исто како пијанството од ракија. Од ракија имате еуфорија, од пивото спиете и ветерана мокрење. Делува диуретично заради лупулинот. Значи тоа од хмелот. Значи хмелот представува едно од најлековитите растенија кои ако се користи доведува до смирување на надразени пациенти. Нервозни сте, имате проблеми. Напитете чаша чај од хмел. Ќе се смирите. Имате немирен сон и здрав. Чаша чај од хмел или валеријана или хмел. Значи ќе се смирите. Исто така делува и како антидепресив. Исто така. Маточината. Значи маточината е растение кој се вика Melissa officinalis. Пчеларите добро знаеле дека раздразнето пчелно семејство, кога се највеќе нервозни и надразнати пчелите, кога може да бидат агресивни и да бидат убици, ги смируваат со маточина и Melissa officinalis. Маточината значи на дрво. Ја удираат, испарува етерното масло, има мирис на лимон и пчелите се смируваат. Токму почина тоа искуство дека и пчелите кога се најнадразните може да бидат смирени, ние денеска маточината користиме како одличен лек за смирување, затоа што тоа стварно смирува, навечер ќе земете еден чај, ќе си имате мирен сон, брзо ќе заспиете, сонот ќе биде длабок, ќе трае подолго и нема да се будите често. Направете го тоа. Значи да прескокнете една таблета, да речеме диазепам, земете си една чаша чај од маточина. Истовремено, мора да кажам дека од маточина може да направите и тинктура. А имаме и готови лекови. Таа се користи против отклонување на страв, се користи против нервоза. Нането. Исто така одличен лек. Нането беше што тука го комбинираат за стомачни болки. Да, за стомачни болки смирува стомачни болки и истовремено е добар седатив. Затоа што во него има многу ментол, а ментолот делува на емотивното здравје
И морам да кажам дека кантерионот е добро средство против Жолтиот? депресија. Или црвениот? Жолтиот за депресија. Дори и камилицата смирува навечер. Значи, гледаме дека не имаме чаеви, валеријана, хмел, маточина, нане, камилица, жолт кантерион. И сега мора да кажам дека над Мородвис горе, над кој се Видовиште се наоѓа плачковица и на плачковица расте едно растение кој се вика дива маточина или се вика каламинта. Каламинта грандифлора. Тоа е едно убаво растение, расте во шумата, во букова шума. Значи, испреплетено е, Но со убави далеки такави може да летови го цветови, препознаат. го знаат, има мирис на маточина. И тоа растение е еден од најдобрите чаеви кој расте на плачковица. Во Италија многу го ценат, го користат за кардиоваскуларни заболувања на срцето. Посебно смирува разразнато срце, нервозно срце велиме ние, и помага при коронарна болест. Пациенти кои прележали инфаркт, склони кон инфаркт, ги шире и крвните садови, но пред се смирува. Оти вие, ако имате пациент кој е склон кон инфаркти, прво треба да му подобрите емотивното здравје, да не биде нервозен. Да. Оти кога сте нервозни се лачи многу адреналин. И Тој се стега. стеснуваат крвници. Така е. И затоа треба прво да се сталожите, да се успокоите. И затоа каламинтата представува одличен ароматичен чај, многу добро да се пиете секој ден. Прво ќе ве рехидрира, ќе ве сталожи, ќе имате добро емотивно здравје. Ништо не може да ви изнервира. Значи треба да имате, што вели нашиот народ, живци како коњ, така ли? Да бидат, значи, силни нервите. Ќе ги отклони сите оние симптоми кои доведуваат до тешки емотивни нарушувања. Затоа што ако имате емотивни нарушувања, вие не сте креативни. Вие не можете да работите секојдневните ваши обврски. Ќе го запоставите работното место и семејството. А најдобриот лек за нарушување на емотивното здравје е сепак едно здраво семејство. Сопругот и сопругата да се фатат за рака, да печешат повеќе, да одат во природа, да градат позитивни односи, да ги пијат сите овие природни чаеви. Јас сум убеден дека нема да бидат потребни толку многу готови фабрички лекови кои ги има во изобилие. Затоа голем број на хербални лекови кои постојат сега за смирување може да бидат добра адјувантна терапија. Ќе завршам кога праша емотивното здравје со една интересна работа. Пасењето на трева е корисно. Всушност тоа е метафора. Значи треба да одите во природа, да водире малку промаја и ветер. Во природа ќе најдете нешто што го нема дома, а дома тоа ќе ве оптовари. Ќе видите убави ливади, цвеќиња, планини, полиња. Ќе видите стадо овцинели, дрвја, чист воздух. Да. Па ќе наберете и чаеви. Благопријатно делува сите Така тоа е. за организмот. И Да. повторно ќе кажам, ако немате ваша градина, идете кај соседот, помогнете му малку поработите. Физичката работа, исцрпувањето физичко, ствара одлична ментална кондиција. На мене ми е многу добро кога одидам во моето село во Делчевско, каде имам имот, каде добро ќе се наработам, значи физички се истоштувам, али емотивно ги полнам батериите до безкрај. Да. И затоа секојдневно јас го користам тој метод на самоконтрола и на добро емотивно здравје, затоа што ако не шетам, не пешчам, не се движам, не одам на терен, секојдневното исцрпување на моето ново работно место, каде доаѓаат пациенти наутро, дојдат гладни, па невработени, па болни, па тие што немаат стан, па тие што имаат комунални проблеми, Да. па проблеми со семејствата, и верувајте дека за да го издржите се тоа, а ако сте емотивни, сочувствувате со тие луѓе, тешко ќе го поднесете. Ќе ставате секој ден по една решка на срцето. И затоа добро емотивно здравје е гаранција за успешен градоначалник. И затоа јас од лекови многу ретко пијам лекови, можеби некој пат ќе земам бедоксин, витамин B1 и B6, тоа е добро за хранење на нервниот систем. Медот е одличен да го имате секој ден, по една лажица мед. Медот го препорачувате во чај или Мед и вака да земате мед. Да речеме спортисти, ја препорачувам дневно да земат по 100 грама мед. 2 лажици за жени, за оние кои имаат тешка интелектуална функција, да биде редовна доза. И најдобар е медот со саќе, со сод, односно, значи сите оние луѓе кои имаат можност и прилика да набават мед од Малешевијата, Винишкиот крај, од Соговските планини, и тоа мед кој не е центрифугиран, туку со саќето, со сотот, Да. тогаш ги имате сите компоненти и тој мед е комплетен. Значи во него има и прополис, во тој мед има и поленов прав, во тој мед може да се најде малку и матичен млеч, во тој мед ги има сите 200 компоненти кои ги има во правиот мед. И секојдневното дневно користење дава силна енергија, затоа што има многу гликоза, има многу фруктоза, и верувајте дека со сите чаеви што ги спомнав, и прошетките во природа нема да зависат од аптеките. Но лековите мора да ги има. Да. Особено лековите за смирување ги препорачувам при акутни форми. Еве сега имате смртен случај,
Така, Сега, да. тогаш полесно се пребродува со диазепамот тој период од 10 дена, првите 10 Но тоа е дена. исклучителни ситуации. Но не и хронично. Да. Ако хронично почне да ја користи, тоа веќе доведува до стварање Резистентни ќе систем станат, на навика, ствара навика. Или да речеме, ако имате проблеми финансиски така натаму, треба да ги решите проблемите. Проблемите постојат да се решаваат. Нормално со диазепамот полесно се плаќаат и сметките, полесни семените проблеми се решаваат. Едноставно диазепамот го инхибира кортексот и ве тера да не се секирате. Ме се однесувате малку како понизок степен од човечката димензија. Ме разбирате, нели? Затоа што тие делуваат на субстратот на кората на големиот мозок. Природен диазепам кажавме, валеријаната, хмелјот. Има еден добар чај на алкалоид Скопје, се вика Валеријана микс. Значи микстура Така. од неколку лековити растенија, навечер една чаша чај од валеријана, ќе имате мирен сон. Наутро исто земете 15 капки валеријана или чај од хмел, ќе се биете сталожени, смирени, индиферентни. Инаку во животот да не дозволите да бидете изнервирани. Нервозите создаваат болести. Не се умира од многу тешка физичка работа. Не се умира од глад, ни од многу храна. Повеќе од многу храна него од глад. Така. Се умира од стрес. Денеска, затоа кардиоваскуларните заболувања се на прво место. Стресот е фактор на ризик и затоа на второ место во некаде во светот потрошувачката на лекови за смирување. И по кардиоваскуларните заболувања, по онколошките стомачни заболувања, белодробни заболувања. Дори морам да кажам дека има еден феномен. Колку едно општество е поразвиено, толку повеќе се користат лекови за смирување. Затоа што знаете, ние секој пат имаме големи желби, а можностите не се така големи. Да речеме, ако вие во Франција отидете, ќе најдете транекс од 50 мг, а ќе нас истото од 5 мг. Таму веќе ни 50 мг поединци не ги смирува. Ќе нас лексидиумот од 1,5 мг дава добри дози и ефекти. Тоа е добра доза, мала, минимална, физиолошка речно. Дава резултати. 12 мг во Франција имате лексидиум. Деметринот ќе нас од 10 мг. Кенифе 50 мг. Од 30 мг. Значи се повеќе и повеќе и повисоки дози користа за да постигнат добро емотивно здравје, а ние веќе кажавме како нашиот народ во историјата се мачел, живеел сиромашно, скромно, а бил со добро емотивно здравје. Затоа што многу работел. Многу физички активности имал и не мислел на глупости. Мислел само на позитивни работи. На венчавски, крштевки, амбарите да бидат полни, да имат доволно храна. И тоа ги исполнувало луѓето. А ние денеска дали телефонот мобилен се вика iPhone, или се вика да речеме, нели, како вика тоа е Samsung, кој се Nokia, па дали мојот комшија има подобар телефон и подобар автомобил, па дали неговите прозори се подобри и куќата, нели, во кој ресторант одиме, која гардероба ја носиме. Не, треба да живеете скромно. Скромноста денеска е на некој начин врвна карактерна особина. Оти животот брзо изминува и секој миг, секоја секунда треба да ја живеете добро. И затоа користењето на тие природни лекови што ги препорачав за добро емотивно здравје ќе дадат резултат. Споменавте дека може да се купат и во аптека. Оние кои не си набрале билки во месецот мај, април, како што ги препорачувате, дали може да се купа во аптека? Дали е исто? Јас препорачувам она камилица која е спакувана во фини кесички или камилицата која ќе ја земете од... Значи, моја препорака е секој пат лековите да се земат од аптека и лековитите билки од аптека. Да? На пазарите често пати знаете како е. Вие не може да верувате на сите луѓе. Каде го набрале чајот? Оти чајовите мора да се берат на чисти места. Мора да се водите од еколошкиот момент. Тие се абсорбенци на токсични материи. Мора да се ги сушите на убави чисти места, проветрени, не на сонце. Јас се видел камилицата на ке Облешево се суши на патот. И тоа на сонце. На сонце, ако вие ја сушите камилицата, прво ќе изгледне... ако не сте си сами набрале, не треба од пазарите, туку во аптека. Најдобро е да го наберете сам. Знаете кај сте го набрале, знаете како сте го сушеле и како го чувате. А од берењето, сушењето и чувањето зависи и лековитоста. Тоа е многу битно. Ако не отидете во аптека, има и специализирани билни аптеки. Култивирате чаеви, босово ќе имате на терасата. Тоа е потреба. Маточина, исто така, и нане може да имате на терасата. Има неколку чаеви кои мора да ги имате во домашната аптека. Значи, камилица, мајчина душица, ким, шарпланински чај, риген, мора да имате дома. Нане, маточина, тоа се чаеви кои мора да ги има секое семејство кое држи до сопственото здравје и кој има основна здравствена култура. Ако имате вие проблем со стомакот, прво се напите комбинација на чај од ким и од камилица. Ви се дува стомакот, ким, земете една лажица ким со малку јогурт. Пола саат ќе се на симптомите. Прв природен лек. Ако ве боли стомакот, противоспалително, најдобро делува камилицата, измешајте ја со кантарион, дојете малку тегавец. Нане, фантастични резултати. Ви се повраќа, напице чај од маточина. Веднаш се намалува
нели исчезнува повраќањето. Исто, чајот, да речеме, од нане, поради ментолот, делува како антиеметик против повраќање. Така Кажавте мислам дека и за стресот е добар, и за депресијата, да. Така да помага. Значи, генерално има многу лековити растенија, само треба да ги познаваме, да знаеме кога се берат, како се сушат, зашто помагаат и како да направиме квалитетни лекови сами дома. А тоа не е многу мака. Да ги наберете лесно, да ги сушите уште полесно, да ги чувате најлесно, а со рецепти кои ние кажеме досега во оваа емисија, мислам дека ќе има добро емотивно здравје. Црниот дроб има голема функција во нашиот организам. За негово чистење имаме ли природни лекови кои можат да ја подобрат функцијата на црниот дроб? Црниот дроб е лабораторија. Така. Значи во него тој има над 20 функции. Таму се стварат албумините. Тоа е малечка... Фактори на коагулација, многу важен орган. Да, многу важен орган. Но орган кој често пати страда. Сите материи кои доаѓаат во телото прво одат во црниот дроб. Так. И токсични и корисни. И тука се метаболираат. И често пати го оштетуваат, го дразнат. Но природата е, рековме, совршена. Црниот дроб се најлесно регенерира и обновува. Ке имате хепатит, жолтица, ќе се обнови. Значи, ке имате, да речеме, други заболувања, брзо се регенерира. Значи, хепатитот, стеатотичниот црен дроб, значи појавата на масноти во црниот дроб, замастен црен дроб, тоа се вика стеатотичен. Потоа хепатит Б, хепатит С, цирозата, се големи проблеми. Голем број на материи и лекови го штитува црниот дроб и тоа треба да се знае. Алкохолот го штитува црниот дроб. Прво треба да имате здрава исхрана. Црниот дроб бара многу гликоза, бара шекер, бара витамини од групата на Б комплекс. Значи мед во исхраната, сокови, овошје, зеленчок, витамини од групата на Б комплекс. Најдобриот лек за подобрување на функцијата на хепатоцитот, за да можеме тој да функционира, да детоксицира, е белиот трн или Селибум арианум. Интересно е дека во нашиот крај, посебно в Чеполието, на сите угарени ниви, изорани, непосејани, непосадени, веќе сега го има, како розета, напролет кизлично растение е високо до 3 метри. Многу интересно растение и во плодовите на тоа растение има многу квалитетни лековите материи кои ги викаме хепатопротективи. Силмаринот, лепротекот, се лекови кои се добиваат од ова растение. Ако на некој инфектолог му каже дека тој трн се добива тој лек за лекување на хепатит, ќе се посомнева. Но во Романија, во Унгарија, во Војводина се веќе култивира тоа растение. И од плодовите и цветовите на ова растение се прават тие така потребни лекови. Значи, силмаринот и лепротекот се лекови кои се добиваат од белиот трн. Представи изворен хепатопротектив, помага при жолтица, дали А, Б, С, при цироза на јетра, стеатотичен црн дроб. Но и сите горшливи лековите билки. Тука ќе спомнам глуварчето. Глуварчето, знаете, децата во рана пролет, кога цвета, ги земеат плодовите и ги дуваат. Да. Со жолти цветови. Тој представи изворна храна. Тој е добар стомахик, ја подобрува варењето, функцијата на црниот дроб, на панкреасот. Многу помага да рече за подобрување на функцијата на желудникот, на тенкото црево. Е добар холагок, ја подобрува функцијата значи на жолчката, лачи жолчни киселини, пријател на црниот дроб. Може да се користи како храна. На запад најскап додаток низ храната се листовите кои се прават од глуварче. Многу скапо ќе плаќате да ги има во секој ресторан. А ние така листовати пропаѓаат. Потоа цикоријата е многу битна. Значи цикоријата е растение кое е водопија, растение со сини цветови, стеблесто, коренот, навистина помага при црниот дроб, бидејќи горшливите материи стимулираат возобновување на функцијата на хепатоцитот, а и дучката треба. Исто така помага да кажам дека петровицот или агримонија еупаторија е добар лек за црниот дроб и тука ќе го спомнам пелинот и смилот. Посебно ќе кажам за смилот затоа што на Дразловци, кога ќе отидете на Голак, целата планина е со смил, Helichrysiflos или Helichrysum arenaриum. Тоа е доста горчиво растение. Цветот е фантастичен, субава жолта лимонова боја, дури зимно време ќе го најдете. Тој представува еден од најдобрите лекови за подобрена функцијата на црниот дроб и да кажам дека има еден лек на алкалоид кој се вика Helapsin Mix. Helapsin Mix кој се дава исклучиво кај пациенти кои имаат проблеми со црниот дроб, се користи долго време, често пати резултатот се појава после 6 месеца, мора да бидеме упорни. Значи, бидејќи црниот дроб не се лекува, болеста настанува за неколку временски период на латенција, но лекувањето е долготраен процес. Чајот мора да се користи долго време, затоа што дозите не се толку високи и мора да бидеме упорни. Сите они пациенти кои имаат лоши хепатални проби, користењето значи на овие препарати, што ги реков сега за црниот дроб, посебно Helapsin Mix, даваат навистина одлични резултати и верувајте дека како што природата создала лекови, фармацијата не открила такви. Ние се уште немаме готови фабрички лекови за лекување на црнодробни заболувања. Туку само природни лекови, тие што ги спомна пред малку. И видевме на гледачите на почетокот на емисијата дека ќе зборуваме за гихт,
Имаме ли природни лекови против оваа болест, која често ги зафаќа и младите сега во последно време? Се намалува старосната граница. Гихтот е навистина многу специфично заболување. Всушност тоа е последица на пореметен метаболизам на мокршна киселина. Причината може да биде различна. Најчесто е последица на лоша храна. На месо, така? Да, лоша храна. Ако јадете многу, да речеме, месо, многу риба, ако јадете мозочно ткиво, црн дроб, бубрези, срце, ако да речеме користите алкохол, и алкохол многу битен, ви имате шанса да имате пореметен метаболизам на пурини и стварање на мокршна киселина. Самата мокршна киселина во телото се ствара како последица на разградување на протеините и таа се елиминира преку мочката. Но одредени моменти има кога таа достигнува толку висока концентрација и бубрезите не можат да ја излачат и таа почнува да се таложи. Најнапред се таложи во рскавиште делови на увото, потоа зглобовите, во мускулите и доаѓа до силна и остра болка. Самата мокршна киселина ствара остри кристали кои таложејќи се на зглобовите доведува до нивна непокретливост, силна болка, неиздржлива. И тоа представува сериозно. Каде во зглобовите? Да. И вие ќе ви отечат зглобовите, не можете да ги движите, не можете да одите, контурите кога ќе ги облечете и чевлите ќе имате сериозен проблем и затоа тоа е првиот знак дека треба нешто да направите. Првата работа е диета. Значи храна протеинска минимално. Кога зборам за протеинска храна, не мислам само на место и месте продукти. Ќе го намалите и грашокот, и леќата, и гравот, и сојата. Ќе намалите млечните продукти, сирење, кашкавал, кои имаат доста протеини. Само зеленчукот и овошјето. Значи, така е. Значи ќе треба да користите повеќе растителна храна. Да. Затоа што дури моторната функција и движењето се намалува. Дали има природни лекови? Да. Значи, природни лекови има многу, има и синтетски лекови. Од природни лекови мора да кажам дека тоа е колхицинот. Во Германија ги има форма на таблети од 2 мг и од 1 мг и се добива од мразовецот, есенската качунка. И во Германија добри таблети. Он помага неверојатно бидејќи доведува до спречување на стварање на мокршна киселина и зголемено нејзино елиминирање во бубрезите. Значи спречува реабсорбција во бубрегот и се елиминира преку мочката. Вториот лек кој е многу битен е лекот алопуринол или зилорик, кој исто така спречува создавање на мокршна киселина и нејзино елиминирање, но во природата најдобриот лек е магданос. Магданос. Коренот од магданос и надземниот дел се изворени лекови за лекување на гихт. Делува на два начина. Првото и најважно дејство е делува на ниво на бубрег. Зголемувајќи активноста на бубрегот магданозот, зголемува диурези и мокрењето, се зголемува елиминација на мокршна киселина, паѓа нејзината концентрација во серумот и пракчично таа веќе не се таложи во раскавици во зглобовите. И доаѓа до намалување на симптомите. Значи магданосот како херба надземен дел, користете го денеска во секоја исхрана, во секоја салата. Не го штедете. Тој го чисти организмот, го детоксицира од сите отрови. Едно од најдобрите растенија кои се користи како зачин, но се користи како изворен лек. А коренот има неверојатни дејства на бубрезите и помага не само против гихт. Теоретичниот ефект делува да се намали малку и крвниот притисок. Да, кажа, елиминира поради песок. мокрењето. Така, елиминира песок од бубрезите, раствара камења и подобрува функцијата на бешиката, а е многу ефикасен кај простата кај мажите. Значи многу драгоцено лековито растение и затоа мора да кажам дека многу ова растение го култивираат и во сопствените дворови. Коренот од магданос многу е битно да се бере во рана пролет или досна есен, се мие од сите нечистоти нели по чешма со вода, потоа се ситни на ситни парчиња, се суши на температура до 40 степени, може во отворна рерна, има многу етерни масла и верувајте тоа представува најдобрите лекови против гихт. Но и другите лековите билки кои делуваат диуретично може да помогнат да се намали се она што значи тешкотија и проблемни последици од гихтот. Да речем во кочанскиот крај се гледува пченка. Свилата од пченка, стигмата мајдис, значи свилата од пченка, косата од пченка, во делчево тоа го викат пискул, извореден диуретик и лек за гихт и за бубрезите. Значи, онаа пченка која класијето нели кога се созреани за печење и за варење, не целосно зрела, се собира, се суши под сенка и тоа е многу добар лек за гихт. Но, од другите лековите билки можеме да спомнеме на давката или конски опаш, еквизети херба, кој има на влажни места, која доста помага, потоа троскотот помага против гихт и коренот од коприва. Значи, овие лековите растенија, зголемувајќи ја функцијата на бубрезите, преку зголеменото мокрење и елиминација на течности, ја намалуваат концентрацијата на мокршна киселина, спречуваат нејзиното ложење во зглобовите и симптомите исчезнуваат. Едноставно. Примената мора да биде долготрајна,
Затоа што чистењето Не на телото можеме е преку ноги да процес, очекуваме така е, резултати, така. но тоа не исклучува диета. Значи, пациентот, ако има гихт, значи, треба да знае дека завршил со месото и со рибата. Значи, завршил. Ке заврши, граф нема да јаде, нема да јаде леќа, нема да јаде грашок. Соја, ти имат над 20% протеини. Гравот има 25% протеини. Дори има повеќе протеини од свинското месо. И мора да се ограничат значи, на растителна храна, што е многу битно и овошје. И да пијат чаеви. Мак да носат на нормално чај кој мора да го пие секој ден. Тогаш нема, има потреба лекарот да му препише алопуринол, зилорик, пробеницит имаше еден препарат, или да речеме имаше некои други препарати, колхицин, порног имаше и кајна, сега во Германија, мада тој е многу силен лек, и тие се добиваат сите од природно потекло. Значи гихтот постои како заболување и последица на наше неодговорно однесување и недисциплина во делот низ храната. Всушност, не можеме да се храниме, но треба и да ја трошиме храната. Треба многу да работиме, да имаме физичка активност, рекреативен дел, спортување и тогаш ќе биде се вред. Сведоци сме дека во последно време луѓето страдат од дегенеративни промени, а тоа значи добро истариење на самите функции на организмот, на органите. Како со лековите билки да се чувствуваме помлади и секако да не се... Сега не имаме во Штип една формула. Јас велам дека ние ќе го застанеме времето во Штип. Така? Ќе го спречиме старењето. Целта ни е денот да ни трае подолго и годината подолго. Кога отидете на село, денот не поминува. Кога сте во трчање, дури се свртите, денот поминал. Така. И затоа рековме дека ќе ги вратиме на смевките на нашите штипјани. И рековме дека жените на 80 години ќе личат на 40 години. Значи на телото му треба нега. Значи телото се истоштува, му треба и одмор. Му треба и релаксација. Му треба и здрава исхрана. Значи, кај жените дегенеративните болести се последица на остеопорозата. Значи, самата мајка, нели, од утробата неизина излегува дете, тоа дете има коски. Од мајчините молекули се одвојуваат елементи за градење на тоа тело. И затоа мајката е светиња. Значи, 9 месеца го носи бебето. Нормално калциумот се троши, забите се расипуваат, ковските се стануваат кревки. И затоа велим во текот на бременоста, здрава бременост, калциум, млеко, млечни продукти. Понатаму, кога дојде 40 година, треба да се направи едно испитување дали има остеопороза. Тогаш 1,5 грам калциум на ден треба да се зема. Но и треба да почнат активностите. Движење, пешачење, спортување. Мислам дека тоа е многу битно и значајно. Затоа што ако тоа не го правите, постепено калциумот ќе се губи, коскено ткиво ќе се губи, ќе намалите килажа. Ќе намалите, не килажа, туку висина ќе намалите претежно. Ако вие, да речеме, имате 1,70 м, а по известно време видите дека имате 1,69 м, тоа е првиот знак дека нешто се случува со телото. Значи, добра исхрана со калциум и спортување е прва причина. Имаме многу лекови за користење. Тоа се така наречени лекови бифосфонати за делот на остеопорозата како дегенеративна болест, од која страдаат повеќе жените него мажите, но има и голем број други препарати. Витамин А, Д, тука може да се користи риба, затоа што рибиното масло има многу витамин Д, кој возможува стварање на остификација на коските. Потоа има голем број на други препарати кои се користат, значи АД перли, тие перли што ги даваме на бебињата може да ги користат и жените. Калциум рековме во разни форми препарати. Супа сварена од телешки коски е многу битна. Со варењето на коските калциум доаѓа во течноста. Нели, ќе направите добра супа, ќе внесете многу калциум. Тоа е добро и за слабокрвноста. Да, затоа што еритропоезата се ствара во коскената срж. Ако се слабокрвни, супа од телешки коски сварете, имате еритропоетин, имате железо, и имате градежен материјал за градење на црвените крвни клетки. Тоа нашиот народ го знаел. Тие го вареле место со коските. Ние денеска гледаме да земеме чисто место кратина, а сепак коската има свое значење, има калциум, има еритропоетин, има железо и така натаму, има магнезиум, има фосфат, има многу градежен материјал. Инаку, реуматските заболувања кои настануваат во досечните периоди се последица на нашето однесување во детството. Во Кочанско поле луѓето боси во ризовите полиња, тие се склони кон дегенеративни заболувања. Со старењето ќе се појави реума. Таа ладна вода и така натаму ќе има свое влијание. Добро што имате бања. Нели физикална терапија во село Бања, не знам дали функционира. Не функционира. Штета е. Значи, после секоја сезона на ориз, луѓето треба да одат во бања на физикална терапија да бидат помладени. Тоа го знаеле римјаните, па римските легии, да речеме, секаде каде имало минерални топли води, правеле бањи. И тогаш таму се одмарале, рехабилитирале за да одат во нови походи. Има голем број на лекови антиреуматици кои се користат, ги има некаде околу 50, тие се добри. Од реумата не сумира, но со реумата сумира. Дори ги примате овие препарати, таа трае до крајот на животот, вие добро, се намалува болката, отокот, едемот и така натаму. Но мислам дека... И природни лекови, така? Да, за мене, колку се упрашање дегенеративните болести, физикалната терапија е многу важна.
си дојдете во бањата Кежевица, топлата вода како термотерапија, потоа има физикални методи, електрофореза, фонофореза, струи, галвански струи и така натаму масажи, тоа се помага да се лечат тие дегенеративни заболувања. И сега ќе ја спомнам врбата. Значи кората од врба содржи деривати на салицилна киселина, така наречени гликозиди, салициламид, кој представува одличен антиреуматик. Спречува создавање на простагландини во воспалителниот процес и пациентите нека се пијат чај од кора од врба и тоа стара 3 до 5 години врбат што е, таа е најбогата со тие салициламиди, односно гликозиди на салицилна киселина и представува еден од најдобрите лекови природни за лекување на реуматски заболувања. Но масирањето со етерни масла од рузмарин, од лавандула, алкохолни екстракти, масирање секојдневно исто така може да помогне. И на крајот, ако тоа не даде резултати, ќе мора да примените одредени препарати од групата на антиреуматици, дали е Тонифлам, дали е Бруфен, дали е Волтарен, дали е на Клофендуо, на Проксен и така натаму, значи има многу лекови. Тие помагаат, но истовремено имате несакани реакции. Има многу и масти кои се користат локално, така да дегенеративните заболувања бараат физичка активност, бараат да го чувате здравето во зимскиот период, често пати студта може да влие негативно, бараат здрав начин на живење и на исхрана. И на крајот, ако тоа го направите преку физикална третман и терапија, со физикални методи и користење на современа терапија, можеме да имаме и како добро подобрување и со реумата да живееме добро. Тие се исто така лекови и за да бидеме помлади? Како да знаете што, за да бидете помлади, треба да уклоните прво стресот. Стресот. Повторно се враќаме на почетокот на емисијата. Да тргнете нервозата, да имате навистина голема физичка активност, во животот да делите насмевки, да бидете позитивни. Ништо да не ви изнервира во животот. Да бидете ладнокрвни повеќе. Да делите добрина. Колку е тоа можно? Да делите добрина. Јас велам вака, ја денеска сум среќен. Ако од почетокот на мојот работен ден во 5 часот, тамо некаде до 17 часот, направам 100 добри дела. Тоа ми исполнува и ми создава радост. Ако тоа јас не го направам, не иден да не помогнам човек, тоа ме оптоварува. И затоа во животот бидете секој пат позитивни. Значи, никој пат не се натрупувајте со негативна енергија. Дозволете некои кои се интелектуално поинфериорни од вас да ви изнервираат. Сватете дека тоа е дел од животот. Секоја секунда мора да одживеете позитивно, бидејќи животот лета. За час, дури седите поминала 40 година, 50 година. Дојде ли 50 часовникот е свртен опаку. Но од самите проблеми луѓето не може така, не се така розово како што го кажуваме во емисијата. Не, јас зборувам дека луѓето имаат многу проблеми. Да, имаат проблеми. И затоа е многу битно, еве да речеме, јас затоа имам разбирање за луѓето. Примаците работи кои ќе слушнат во текот на денот. Да може да има самоконтрола. Да. Тоа е многу тешко. Па затоа рековме тука се лековитите растенија, тука се готовите лекови, да му помогнат на телото само да се справи со болестите. Јас сум убеден дека нашите жени, еве да земе Маргарет Тачер, таа почна на 90 години, таа си умре права и справена, не подгрбавена. Отидете во нашите села да видите бабичките како се подгрбавени сега. Измачени се. Значи, многу се мачат, многу работат. Иако да речеме, можеме да кажеме дека остеопороза си направила своето, тие раѓале не едно дете, не две, туку 5, 6 или 10 деца, многу члено семејство, али баре биле емотивно здрави. Сушност тогаш, знаете, земат во котелот, земат киселец, земат штафел, или спанек, или лобода, направа тамо со млеко, брашно или јадење, макање, седнат сите во тепсиите, тоа го стават, уживаат, природна храна. Затоа нашиот народ рекол дека ако помине јануари и февруари, нашиот народ не го жалите за храна. Чим излезе копривата, штафелот, киселецот и спанекот, тој има веќе начин да се прехрани. Покреативен народ не постои. Историјата и маката го научила нашиот народ да знае да се снајде во секоја ситуација. Сега не знаеме да ги искористиме лековитоста на билките. Па, затоа што се прекина тој процес, еве со тоа и ќе можеби завршиме оваа емисија. Бабите и дедовците во селата, пренесувањето на тајните со лекувањето со лековите билки, го пренесувале на најпаметните деца, на најумните внучиња. Секој не можел да знае да лекува со лековите билки. Но што се случи после Втората светска војна? Индустриализацијата, градењето на фабрики во градовите и не ги опустише селата. Напушта и луѓето, значи, Носоговските планини. Во кое село? Во Пресека, во Цера? Па нема веќе народ. И бабите и дедовците немаше на кој да му ги пренесат знаењата за лековите растенија. Остане на празнина. Од 45 година тамо, до 2000 година, ние ги забравивме лековите растенија. Се префрливме на хемијата и на градовите. Тек сега почнува да ни воскреснуваат селата. Тек сега се враќаме на корените на природата.
И верувам дека ќе имаме време тоа да го надоместиме. Али преку вашата емисија и вашата упорност да направите такви добри емисии, ќе ги вратиме стремежите на луѓето кон природата и ќе ги поттикнеме да размислуваат на подруг начин, дека навистина природата создала болести и лекови. Дајте да видиме каде се, дали ги има во нашата околина, да ги набереме, што е тоа што можеме да искористиме од нив, кои болести ќе лекуваме и како да направиме лекови. И затоа реков дека сепак Македонија изгуби многу што го нема Мариово, што штипските села запустеа. Знаете, ние сега ги воскреснуваме, но во некои села имаме по 5 жители. Ние имаме 10 села каде воопшто нема ниту еден жител во Штипско. Руини од села. Значи, тој период си го направи своето. Сега и тоа што го прави владата овде, ова не е политика, да малку ги стимулира селата, преку субвенциониране земјоделие и така натаму, нели, па и за лековити растенија, луѓето ги враќа во селата. Идете на чардаците во селата. Ево, тиете да речеме, од Пониква тргнете према Кочани покрај Градче, така ли, Кочанска река. Да. Има села. На чардаците раста ќе видите китки врзани со чаеви. Значи, луѓето ви ќе знаат дека тоа е нешто што може да им помогне. Што е најважно, не може да одмогне. И нема несакани реакции. Значи, лековитите билки користат во мали дози се, но долготрајната примена на нив може да биде добра помош за современата медицина. И затоа од прошлата емисија што рековме дека комплементарноста на двете, современата и традиционалната медицина, може да биде предизвик затоа што нема современа медицина без традиција. И не можеме да кажеме дека од денеска почнува медицината. Не, баба ми лекуваче, да речеме, со подабиче стомачни заболувања, јас кога бев дете од 1 година. И јас таки научив. И првиот лековита билка научив од дедо ми. Еве тоа подабиче. Се наоѓам на ливада, со добитокот, тамо косеше сено, лешници, нели, узреани веќе, тоа беше некаде тамо јули-август, и јас се најадов многу лешници, стомашна болка добив, и дедо ми најде подабиче, ми донесе само 3 стебленца, ми рече да ги сожвакам со малку вода да ги испијам. Да. Природно. После 15 минути јас нема болка. И тогаш одлучив дека животот ми ќе ми биде животна преокупација, ќе ми биде да занимавам со фармација, и правите добро дело со ваквите емисии кои прифаќате нели да разговарате токму за несебично го тоа правиме. Да. Несебично. Значи, она што јас го имам како знаење, сакам да го споделам со граѓаните. Да. Никој не треба да се плаши од воспитан народ. Секој кој држи малку до здравето на нацијата, треба се гордее да нацијата има здрава, да има здрава нација и да има здрав начин на лекување. И затоа несебично треба да го пренесе сопственото знаење. Не треба да го крие во себе. Затоа што големите луѓе се големи кога споделуваат се со другите. Да. И парчето леп, и знаењето, и насмевката, и добрината. Па често пати и тагата кога ќе споделат. Тоа е Божје правило, така ли? А ние имаме таа функција. Ние не можеме да се отргнеме од граѓаните, ниту да се отуѓиме. И на мене не ми представува проблем да видам го со вашата емисија. Затоа што мислам дека граѓаните на Виница, Кочани, Оризари, Чинево, Блешево, на сите села во Кочанско, да не ги набрам, ги знам сите села, заслужуваат да гледаат такви емисии. И мислам дека таквата шеменски и програмска определба на вашата телевизија е многу добра затоа што е во функција на националното здравје и здравјето на секој поединец. Благодарам што одвоивте време за нашите гледачи. Се гледаме во друга прилика и повторно ќе соработуваме. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравје од природата. Разговаравме со примариус магистер Илчо Захариев, актуелен градоначелник на општина Штип, но добар познавач на лековитите растенија, билки со кои изобилува Кочанскиот крај. Се гледаме следниот понеделник во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје. Довидување.